Пратеничката група на ВМРО-ДПМН е после подолги консултации со многу засегнати субјекти, предпријатија, невладини организации, лица кои што беа засегнати со законите што беа донесени во текот на летото, одлучи да предложи измени и дополни на законот кој што се однесува на хонорарците и во овие измени да бидат опфатени повеќе од забелешките кои што последните 2 месеци ги слушавме од јавноста. Направивме добра проценка, се консултиравме и со државните институции во смисла на одржливост на предлогот. Предлогот кој што го доставивме до собранието се однесува на неколку работи. Прво, прагот за вработените лица и пензионерите кои што остваруваат приход по основ на работа или по однос на пензија, за кои што ќе се пресметува хонорарот, односно придонесите на хонорарот, го качуваме на ниво на просечна плата исплатена во минатата година, но она што е битно да потенцираме дека придонесите ќе се плаќаат само на делот кој што е над просечната плата. Значи, доколку некој лице добива хонорар од 23.000 денари, нема да плаќа придонеси на целата сума од 23.000 денари, заради тоа што сметаме дека тој веќе социјално е осигуран, пензиски осигуран, здравствено осигуран, туку ќе плаќа само на разликата помеѓу просечната плата и висината на неговиот хонорар, односно ќе плаќа придонеси на основица од 2.000 денари, што ќе му дојде некоја прилично символична сума. За оние лица кои што не се во работен однос, односно кои што се невработени, а добиваат хонорари, предлагаме пресметката на придонесите на хонорарот да остане на ниво на минималната плата. Тоа го правиме од аспект дека сакаме да ги заштитиме луѓето кои што се ангажирани во повеќе фирми, кои што не се вработени, а целокупниот приход го остваруваат на овој начин, односно да ги заштитиме, да им обезбедиме, што се вели, сигурност за пензија и сигурност за здравствено осигурување. Прагот е на ниво на минималната плата, која што во овој момент е 9.590 денари, ако не се лажам. Како ќе се качува минималната плата, така ќе се качува и прагот, нели еднаш годишно се качува, тоа е веќе регулирано со други закони. И во овој случај би сакал да потенцирам дека придонесите ќе се плаќаат на разликата помеѓу минималната плата и висината на хонорарот. Доколку некој добива 14.000 денари хонорар, практично ќе плаќа придонеси пресметани на основица од 4.000 и нешто, 4.100-4.200 денари, што повторно е прилично символична сума, но ќе има здравствено и пензиско осигурување како што заслужува секој граѓанин. Дополнително предлагаме овие измени да важат со месец јануари, заради тоа што се поповолни за граѓаните и тоа е интегрирано во законот, доколку има одредени уплаќања во меѓупериодот, предложено е тоа да се балансира со порамнување кое што ќе мора државните органи, управата за јавни приходи и фондовите да си го регулираат во понатамошната постапка. Исто така би сакал да потенцирам дека доколку одредено лице добива хонорар од капитално, сродствено или фамилиарно поврзана фирма, тогаш важи пресметката на минималната плата. Доколку сте вработени во една фирма, а од истата фирма добивате и хонорар, тогаш пресметката ќе оди на основица од минимална плата, но и во тој случај ќе важи правилото од прагот нагоре, разликата нанизе, тоа е основицата за пресметување на платата. Цениме дека на овој начин, после подолги дебати и дискусии кои што ги имавме како пратеничка група, мислам дека ќе направиме добар чекор кој што ќе биде во полза на граѓаните на Република Македонија. Дали има прашања? Здруженијата кои што најавуваат протести сепак не отстапуваат, велат дека секогаш кога на Груевски му гори под нозе и кога ќе ги смени ставовите, не можат тие да отстапат и бараат целосно кинување на овој закон. Значи, не би се согласил со тоа, заради тоа што во 90-95% од државите во Европа, каде што нели се стремиме и ги гледаме и се обидуваме да ги инкорпорираме нивните сегменти, се плаќаат придонеси. Во секоја од овие држави има различни системи, но би потенцирал дека давачките кои што вработените лица или лицата кои што добиваат хонорар во повеќето држави во Европа ги плаќаат се неколкукратно поголеми од оние кои што ќе важат овдека. Заради тоа што сепак со овој предлог прилично многу ја запазуваме компонентата на заштита на лицата кои што долги години
се водат како хонорарци, но немаат никакво осигурување, ни пензиско, ни здравствено. Значи тие луѓе кога ќе дојде на ниво да одат во пензија, ќе не можат да одат во пензија или ќе имаат минимална пензија, кога имаат потреба да одат да ги користат здравствените услуги од државното здравство, исто така немаат никакво осигурување, па се снаоѓаат на различни начини. Со тоа што со овој предлог практично пресметката на хонорарите на ниво на разлика помеѓу основицата и висината на хонорарот е нешто што многу кратно ќе подобри ситуацијата за тие засегнати граѓани. Инаку не станува збор за она во првиот дел од вашето прашање, не станува за таков елемент, заради тоа што пратеничката група подолго време го работи овој проект. Ние овој закон го донесовме во текот на летото, долго време немаше никакви коментари, никакви анализи, како доаѓаше времето за да се имплементира законот, почнаа дебатите и дискусиите и станува збор за сериозен исчекор на пратеничката група, која што е поврзана со нашиот стил на работа. Значи, сепак надвор од сите прашања, сите дискусии, сите актуелни теми, постои реален живот. Постои реален живот, луѓето одат на работа, ангажирани се, добиваат хонорали или добиваат плата, некои се земјоделци, некои се вработени во медиуми. Ние се трудиме да се задржиме на реалниот живот. Тоа е наша обврска како пратеници. Ги слушаме граѓаните и да работиме во нивен интерес. Секој оној кој што планира да се занимава со не знам какви теми, нека продолжи, нека се занимава. Ние сме тука во реалност и работиме на реални проекти. Благодарам.